Православните го слават Свети Ѓорги Победоносец, познат како Ѓурѓовден. Се вбројува меѓу поголемите пролетни празници, што го слави не само христијанското, туку и целото население во Македонија. Ѓурѓовден обично се врзува за ромската популација, со оглед дека ромите го одбележуваат како свој најголем верски празник Херделес, покрај Курбан Бајрам и Рамазан. Се верува дека Ѓурѓовден го најавува доаѓањето на летото. Ѓурѓовден ја најавува пролета кај ромите. Значи се прават многу ритуали по повод тоа. Рано, сабајле, се оде на Шадрванбаши. Морам да кажам дека порно многу повеќе се славеше, се одеше тамо отколку сега во овие нови времења. И по доаѓањето Шадрванбаши се коле јагне дома и се пренесува нели за ручок. Сите си имаат свечен ручек дома, фамилијарно се собираат. За време на празникот, освен посета на текињата, каде што се палат свеќи и се искажуваат желби, за Ѓурѓовден се оди и се пречекуваат гости. Сите наши роднини кои што имаат гостини доаѓаат. И така. Ама ретко веќе не. Да, ама ретко веќе не е како понапред што беше. По обичај за Ѓурѓовден се принесува жртва јагне, но со годините се помал е бројот на оние кои ќе си дозволат на трапезата да принесат јагнешко. Слабоот и сиромаштија, нема пари, луѓето се испобегаа по Германија, тука нашите ништо не дават. Социјално 1200 динара, со тоа 1200 динара, луѓето не можат давачките да си платат. За јагне нема. Утре е многу убав празник, свано е многу ден што се вика празник Ѓурѓовден, тоа е за сите. Тоа е за сите нас, ама што нема сиромаштија, немам. Еве јас со внуците дома си седам, немам работа. Да има зашто да не работиме. Млади сме, јас сакам да работам, да земам празнич утре, да земе јагненце, да се здрадува деца. Тама нема, со 900 динара ништо не правиме. Вечерта наспроти Ѓурѓовден се берат зелени гранки и се закитуваат вратите и прозорците на куќите. Ова се прави за да годината и домот бидат берикетни, да има плодови и род во домот, полето во трлата и шталите.